стварно многу ми се допадна што е многу друштвена и се стремиме кон тоа да бидеме информирани за новости, фейк ньюс, да разликуваме од вистински и едноставно многу добра игра. Играта с Пинокио треба да го покрие делот каде што формалното образование отфрла и тука имаме ситуација во која што учениците не само што добиваат одредено знаење, туку добиваат знаење на одреден забавен и интересен начин кој што на нив им е поблизок, далеко отколку она што го знаеме како класично формално образование. Поради короната не можеме на училиштето баш да се запознаеме со сите луѓе, па поради оваа игра се споивме од сите класови заедно и на интересен начин ја откривме оваа игра и препознаваме лажење и што е вистина. Сепак е интересна и може во животот ќе помогне нели за лажни вести да може да препознаеш утре кој те лаже или кој вистински кажува работа. Како и сега може да биде направен на многу друштвен начин, на забавен начин, односно мислам дека повеќе ќе ни остави впечаток и ќе ни остане во главата, него ли да седиме 6 часа во една училница и да слушаме како ни зборуваат за еден предмет 45 минути. Јас се обидував като дека нели да кажеме прибирав ученици за оваа игра, се обидував да им објаснам дека е нешто помеѓу Монопол и Не лупи се човече. Кога ја видоа им беше интересно, особено кога ги гледаа картите и требаше да препознаат која од тие вести е лажна или вистината. И кога ги скенираа кодовите, беа и самите ти изненадени, да речеме за некоја вест која што ја одредиле како вистината испаднала дека лажна, па потоа малку анализиравме зошто таа вест е сушност лажна, не вистината. Мислам дека секој иден креативен наставник кој ќе спроведува настава во 21. век мора да знае дека овие нови генерации кои денеска доаѓаат се дечиња кои комплетно се разликуваат од оние претходни генерации. Дори еден социолог на образованието Марк Пренски ги нарекува дигитални домородчиња, за разлика од нас наставниците кои согласно терминологијата на Пренски не нарекува дигитални мигранти. Многу повеќе се заинтересирани за вакви неформални активности кои што еве ги има надвор од наставата, заради тоа што им е поинтересно, ова се нови генерации со своји нови потреби, кои што секако не им е само битно нели да седат дома и да отворат книга или интернет и да добијат информации, туку е на еден ваков интересен начин преку игра да научат нови работи. Од професорите до учениците за како они ја доживеа и како играта им помогна нив на одреден начин, меѓутоа и да не ги кажат забелешките каде таа игра всушност може да се подобри. Во наредната година сето ова ќе биде систематизирано и сите тие забелешки ќе треба да вродат со одреден нов производ или второ издание на играта с Пинокио, односно подобрено издание, следејќи ги забелешките од страна на оние кои што беа вклучени во процесот на нова пилот игра која што сега ја имаме.